Денеска продолжуваат низата настани активности во склоп на проектот проширување на функциите на бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги на мали и средни предпријатија во Југоисточниот плански регион. Како што е познато, денеска е обуката за јавни набавки за мали и средни предпријатија, со која обука ќе нашите компании од регионот ќе се обучат како да конкурираат на јавните набавки, со што тие ќе се зајакнат своите капацитети и секако ќе бидат поконкурентни на пазарот. Со тоа ќе се подобри нивната економска моќ и ќе имаат можност за добивање на поголеми средства, односно реализација на поголеми проекти. Денеска морам да истакнам дека за разлика од некои други обуки, каде присутноста беше помала и беа повеќе скептични, денеска одзивот е доста поголем. Мислам дека интересот за јавни набавки, можноста и начинот како тие да се искористат ја побуди љубопитноста и интересот на компаниите и денеска имаме доста голема посетеност на обуката. Со посебна чест и задоволство сум поканета да присуствувам денес и да зборувам за јавните набавки по однос на учество на малите и средни предпријатија во овој процес и да ги запознам пред се со електронскиот систем за јавни набавки. Јас како раководител на оддел за јавни набавки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип имам доста обогато искуство со користење на електронскиот систем за јавни набавки и тоа уште од 2010 година, па се до денес, бидејќи ние ги спроведуваме исклучиво преку електронскиот систем за јавни набавки, а соработуваме исто така и со мали и средни предпријатија. Сите тие искуства кои се однесуваат на користењето на електронскиот систем на јавни набавки, пребарувањето на огласите, потоа превземањето на тендерски документации, подготовка на понуди, поднесување на понуди, учество на електронски аукции, склучување на договори и реализација на договори, денес ќе бидат тема на нашата работилница, на оваа обука и сите оние прашања, дилеми кои што се од интерес на овде присутните економски оператори од малите и средни предпријатија ќе се обидиме да им ги разјасниме. Колку малите и средни предпријатија се запознаени со ова според вашите досегашни искуства согледување? Тие имаат одредени познавања за јавните набавки, пред се за оние постапки кои што се одвиваат во хартиена форма. Што се однесува до електронските постапки, значи оние кои што исклучиво се одвиваат преку електронски средства, се уште се непознаница за нив, меѓутоа од 1 јануари 2016 година веќе 30% од постапките кои ќе се одвиваат преку електронскиот систем ќе бидат електронски. И токму заради тоа потребно е и малите и средни предпријатија, односно нивните представници како економски оператори да се запознаат со овие постапки за да можат да учествуваат. Сигурно дека се она што е непознато представува значи еден страв, пристап на економските оператори кои што сметаат дека нема да можат да успеат во овие постапки. Меѓутоа, напротив, електронските постапки се потранспарентни и поповолни за нив. Така да денес ќе имат можност да се уверат во тоа.